и нато зликовците, ми се испушти, не знаат што е слобода на македонски. Фридам! Бараме за нашите браќа слобода, фридам! Бараме правда во Република Македонија. Бараме почитување на Уставот, почитување на одредбите на деловникот на Собранието на Република Македонија. Зошто не се почитуваше имунитетот на пратениците? Зошто ги погазивте? Зошто им ги пониживте фамилиите? Зошто им ги истраматизиравте децата? Засрамете се! Денес дојдов заедно со вас да побарам од представниците на Европската Унија да ги замолам, или поточно да не бидам лицемер, да им наредат на нашата власт, бидејќи таа е поданичка, таа нив ги слуша, да ги ослободи невино затворените и притворените. Тие се притворени за едно многу тешко дело кое никој во Република Македонија, ниту во минатото, ниту досега го нема сторено. Терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста на Република Македонија. На 27 април такво нешто не се случи. Нашите уметници, нашите пратеници, вработените во Собранието и вработените во полицијата кои сега се во занданите и во притворите не направија такво дело. Една мала насилничка група се одметна, направи насилие, но направи насилие врз носители на државнички високи функции. Тоа е друго кривично дело. Затоа тие се судени. Не е погазена уставноста, не е загрозена уставноста на Република Македонија тој ден, затоа што Села, Заев и незаконски избраниот председател на парламентот против на одребите на уставот. Не се уставно уредување на Република Македонија. Морам да кажам, уставното уредување на Република Македонија е Врховниот суд, целото судство, Уставниот суд, владата на Република Македонија и сите државни институции. Ниту една од нив не беше нападната, ниту загрозена. Само поединци за кои жалам. Не сум насилен тип и сочувствувам со нив и со нивните навреди. Но наши врвни уметници, наши храбри пратеници, вработени во полицијата, да ги затвараат поради тоа што си ја вршија својата должност, тоа е срамота. Нашата власт треба да се засрами, а и Европа да се засрами. Користам прилика да кажам, ова се размислување на еден човек кој веќе не ја сака оваа Европска Унија. Јас ја сакам Европска Унија на Монтеске, кој велеше пред се законот, духот на законот. Јас ја сакам Европска Унија на Жан Моне и на сите обединители, а Европска Унија на Столтенберг, на Јункер и на овие политички џуџиња не. Таква насилничка Европска Унија не ни треба. Северниот сосед ни го бомбардира. Нас не уценуваат, народот да се исплаши и на крајот завршувам. Нашите браќа, родолюби, патриоти, знаете ли зашто се во занданите? За да не исплашат и да не рекачат. Не излегувајте и вие, ќе ве снајде истото. Кога тие беа на улицата, собраа енергија претворена во синергија од 300.000 македонци. Е сега кога треба да се смени името, кога треба да се продаде и издаде јазикот и да правиме договори никакви, би рекол, антимакедонски со бугарите, со албанците, со косоварите и грците, затоа се тие во зандани, за да не поведат. Но едно знам, се сеќавам, 87, 88, 89, 90, вие вевчанци ни ја донесовте демократијата. Дојдов денес да се подсетам,
Дојдов денес да научам нова лекција од демократија и знам дека харизмата е во вас, во граѓаните, во народот. Народот памети. Некои се лажи дека сме малку. Не. Колку сме, толку сме, токму сме. Ке се бориме додека мрдаме за нашата Македонија, за нашите браќа, за Муковски, за колегите, за уметниците. Немојте да не поколебаат. Ден по ден ќе се зголемуваме и ќе видите. Тие се моќ и узурпатори, ние сме сила граѓанска. Ви благодарам и ве охрабрувам.